Православните христијани во понеделник ќе започнат со богородичните пости во чест на големиот христијански празник Успение на Пресвета Богородица, кој се слави на 28 август. По својата временска должина тоа е најкраткиот од 4 годишни пости и трае само 15 дена. Овој пост е востановен во чест на Преображението Господово и Успението на Пресвета Богородица и се постои во понеделник, вторник, среда, четврток и петок без зејтин, во сабота и недела се пости со зејтина, на празникот Преображение се јаде и риба. Од 14 до 28 август започнуваат Успенските или Богородичните пости, кои што се постановени во чест на двата големи празници Преображение Христово и Успение на нашата Пресвета Владичица Богородица. И според типикот пропишан од православната црква, овие пости се стројги, значи се постат од понеделник до петок. А без масло, сабота и недела е дозволена употреба на масло и на вино, додека риба е благословена само на празникот Преображение. Како и претходно, така и сега должности да апелираме луѓето поголемо внимание да обрнат на вистинскиот оној духовниот пост, отколку на телесниот. Значи не е постот само воздржување од храна, туку пред се под пост се подразбира засилена молитва, како за нас самите, така и за нашите ближни, пријатели и непријатели, а исто така да размислуваме за сираците, вдовиците, оние сиромашните и за сите луѓе кои што имаат потреба од било каква помош. До празникот Преображение, пред да започне постот и за време на постните денови, не се јаде грозје и смокви. Од празникот Преображение, кога и се благословува вошето, веќе е дозволено да се јаде и грозје и смокви. Ова што се однесува за телесниот пост, но никако не смееме да го заборавиме и духовниот пост, да се молиме посебно на Пресвета Богородица за време на овој пост, читајќи го незиниот канон, да вршиме добри дела и задолжително да се исповедаме за да може што поочистени да ги примиме светите Христови тајни.